само секунда да ја споделам презентацијата и почнуваме. Денеска ќе испрезентирам нешто околу тоа што се нарекува модерни закани и модерен пристап на решавање на заканите, користење на посовремени решенија. Јас сум Благоја Кондратјук, инженер за ИКТ решенија во Каптел. Најпрво, чисто како вовед за Каптел како компанија, 18 години постои на пазарот, има повеќе од 50 вработени, нуди продукти и сервиси од најразлични области, од инфраструктура, од ИКТ професионални сервиси, БМС и автоматика и така натаму. И при тоа соработува со врвни вендори на пазарот, меѓу кои Касперски, каде што е платинум партнер, Софос со голд партнерство за нивните продукти, Thales Group, посебно со Thales E-Security дивизијата, Alcatel-Lucent, Nokia Networks, Texans и Роботина и така натаму. Значи има доста широко портфолио на производи и на услуги кои што може да ги понуди и веќе ги нуди на пазарот. Па еве после краткото инфо да преминеме веќе и на она што е тема на оваа презентација. Значи и во претходните презентации го слушнавме, доста често се спомена зборот дигитална трансформација. Најпросто кажано, дигиталната трансформација значи воведување на нови дигитални технологии за осовременување и унапредување на работните процеси на некоја организација. Дали тоа ќе биде преку воведување на cloud computing како најчеста форма и поидовна точка при отпочнување на процесот на дигитална трансформација, дали тоа ќе биде преку воведување на автономни роботи, на интеграција на одредени системи, на воведување big data за аналитички потреби, Internet of Things и така натаму. Сите овие работи носат бенефит огромен, но тука во овој ланец на работи не смее да се заборави cyber security-то како можеби едно од најбитните карики, едно од најбитните алки во овој синџер. Можеме да видиме дека во денешно време сите вертикали се таргет на напади, значи нападите може да бидат најразлични, може да бидат поврзани со кражба на пари, со кражба на информации, со кражба на идентитети, чисто само со наштетување кон одредена инфраструктура и така натаму, така што гледате од самиот слайд, може да бидат таргет телекомите, може да бидат таргет, забележуваме и во претходните презентации беше кажано, посебно во овој ранлив период, болниците, односно застроените установи се таргет, финансиските, government секторот исто така е таргет. Значи, никој не е поштеден од денешното поле на сайбер напади. Конкретно околу сайбер нападите. Сайбер нападите во денешно време растат и тоа нема да сопре, туку напротив ќе се зголемува. Растат и во обем и во комплексност. Исто така растат трошоците за одредена организација која е нападната. Значи, цената на чинење на еден напад се зголемува. Од други, да кажам, безбедносни ризици или безбедносни предизвици со кои се соочуваме е тоа што многу организации немаат поставено безбедност, никаква сайбер безбедност, или па имаат некоја, да кажам, недоволна заштита поставено пред својата инфраструктура. Исто така се користи многу аутдейтирана инфраструктура во однос на outdated оперативни системи како за почеток, outdated уреди кои што не можат да одговорат на модерните напади. И како последна точка која е предизвик, а можеби да кажам во денешно време и најбитна, многу е мал awareness-от, многу е мала
многу е мала перцепцијата на cyber security-то најчесто кај вработените во организациите, кои предизвикуваат еден од главните вектори на закана во денешно време. Најдолу од оваа колона ќе забележите една фрапантна цифра од 91% на организации кои што искусиле, кои што биле нападнати барем еднаш, и 10% од вкупниот зброј на овие напади не биле безазлени напади, не биле некои обични напади, туку баш напротив, биле напредни напади кои не така лесно се детектираат и на кои не така лесно може да се одговори. Од друга страна, се ресурсите со кои што и предизвиците со кои што се соочува, да речеме, IT професионалците и IT security инженерите. Значи, еден од најголемите проблеми со кои се соочуваме и тука и на глобално ниво е тоа што IT тимовите се најчесто без доволно кадар. Знаеме дека кој е IT администратор знае дека работи се од менување на кабелче обично, од инсталирање на принтер до менаџирање на комплексна инфраструктура за безбедност, фаерволи, антивируси, енкрипции и така натаму. Другиот предизвик кај IT персоналот е тоа што или немаат адекватен тренинг за сајбер безбедност или имаат многу лимитирано знаење од областа. Исто така тука се лимитираните или недоволни буџети со кои што се соочуваат, имаат рестрикции во правењето инвестиции во поглед на cyber security и оваа последната точка, значи недостаток на алатки со кои што може да го и недостаток на автоматизација со кои што може лесно и брзо да одговорат на некои напредни закани. Тука исто ќе забележите една статистика во дното на оваа колона, 65% од компаниите на светско ниво имаат проблем со тоа, со пополнувањето на cyber security улогите, односно позициите во нивните организации. Океј, одиме понатаму со, да кажам, со Threadscape-от, односно како изгледа Threadscape-от во денешно време, подреден како една пирамида. Значи, 90% од нападите во денешно време се така наречени commodity threats, односно закани кои што најчесто може да се откријат и превенираат и блокираат со основните средства за cyber security, основните алатки за cyber security како firewall, endpoint protection и слично, ќе ги видиме во следните слайдови. Вториот, како расте пирамидата, вториот слој, некои си 9,9% е тука стаено, тоа се напредни и таргетирани напади кои користат познати TTPs, односно Techniques, Tactics and Procedures, и најгорниот слој на оваа пирамида, односно 0,1% се Advanced Persistent Threats, таргетирани напади кои користат unknown TTPs, значи тука веќе се бара големо ниво на експертиза, security тимови, аналитика, форензика и така натаму. Конкретно, како одговор на овие закани, ги подредив, направив, да речеме, едно подредување на решенија кои што би можеле да одговорат во секој од овие слоеви. Конкретно, на нашиот пазар најчесто се забележува присуство на endpoint уреди и на во доста малку број на случаи на firewall. Што за жал, тоа го диктираат и буџетите, тоа го диктира можеби недоволна свесност во поглед на cyber security-то, но мора сите организации веќе да се насочуваат и да
планираат, да градат буџети за имплементација на што повеќе од овие решенија со цел да не бидат таргет и не дај Боже да скапо да ги чини одреден напад наменет кон нивната инфраструктура. Значи во последниот, во најдолниот слој од пирамидата се оние security foundations, односно основа, да кажам, основна хигиена во поглед на cyber security-то, што би требало да биде имплементирана. Значи тоа е прво и основно антивирусна заштита, firewall уреди, next generation firewall, mail filtering appliances, исто така ги спомнавме и мобилните заказни, значи исто така mobile device management, енкрипција на податоци каде што е можно и можеби да кажам една доста важна точка, security awareness тренинг за вработените во организациите. Како одиме нагоре во пирамидата, веќе ќе забележиме решенија од типот на endpoint detection and response, sandboxing, threat intelligence решенија. Значи, овие решенија, да речеме, не штитат од понапредните напади, пружаат понапредна одбрана, но треба и одредена експертиза и подкован кадар кој ќе може да управува со истите. И веќе последниот слој е интегрираното cyber security, односно security operations центри, SOAR платформи, каде што веќе имаме цели security тимови кои што работат на нив, аналисти, incident респондери и така натаму, кои што може адекватно да ги користат тие алатки и да управуваат со вакви инфраструктури. Како што спомнав, значи одејќи по слоевите, security foundation слојот не штити од најразлични, односно од базични напади кои што може да се откријат најлесно со технологиите и со алатките кои што ги споменавме. Идеално, значи, базичен чекор тоа е базичен чекор во имплементирањето на cyber security стратегија. Мора да го имаат сите, посебно малите бизниси каде што нема дедициран security тим или одредени cyber security експерти. И како што спомнавме, тоа е основен чекор за да се оди кон градење на стратегија за по-адванст заштита од напади. Advanced Defense-от, значи тука зборуваме за Advanced Defense веќе кога го имаме совладано првиот чекор, односно имаме некоја база на решенија поставено како подлога за градење врз неа. Значи тука веќе се усложнуваат решенијата и во поглед на нивната обемност, и во поглед на нивната комплексност и работењето со нив. Значи тука веќе ќе има потреба од мал security тим кој што ќе може да работи со овие решенија и да ги користи адекватно. И тој тим, да речеме, би требало со помош на овие решенија да има барем одредена базична incident response capability, значи да одговори на базични инциденти кои што се врзани со одредени напредни напади. Третиот слој, односно последниот слој, интегрираниот cyber security, значи тука веќе зборуваме за комплексни, дистрибуирани околини, имаме организацијата веќе тука има security тим, неизин, кој што работи посветено само на тоа и на ништо друго. Тој security тим има знаење и алатки кои што се адекватни за да се одговори на сложени напади. Значи веќе за вакви напади кога зборуваме станува збор за напади што чинат многу. И исто така последната точка не е најмалку битна, тоа се regulatory compliance, односно
најчесто ова се институции кои што подлежат на одредени ревизии, кои што се мора да се комплементарни со одредени и да исполнуваат одредени стандарди, така што тоа е, да кажам, последната точка во пирамидата. Овој слайд нема да го образложувам толку, ова се сите слоеви кои ги споменавме, само да кажам применети во пракса, кои од решенијата се употребуваат во pre-bridge фазата, кои во post-bridge фаза за детектирање, блокирање на закани, односно за одговор во post-bridge фазата, за анализа. Сега ќе ги образложиме, на кратко ќе ги објаснам сите решенија, односно понапредните решенија кои што ги видовме на слайдовите и што би требало да се очекува од нив. Значи, првото решение е Endpoint Detection and Response, Endpoint Detection and Response решенијата. Значи, тие може да се замислат како следниот чекор над стандардниот Endpoint Protection. Ке забележите некои од зборовите овдека се болдирани, потемнети, бидејќи ги сметам за многу важни при градење на еден cyber security екосистем во рамки на една организација, што тој треба да ни помогне и што треба да ни донесе. Значи, добро Endpoint Detection and Response решение треба да ни даде огромен visibility, односно увид во инцидентите, мора да ни даде способност да направиме root cause анализа, да го анализираме инцидентот и мора да ни овозможи различни типови на опции за одговор кон одредени инциденти. Исто така би требало да може да се интегрира, да има централизиран менеджмент и да може да се интегрира со постоечките решенија кои што веќе се имплементирани во одредена инфраструктура. Доста важно да има високо ниво на автоматизација при пребарување на indicators of compromise и исто така при incident response да има доволно ниво на автоматизација. Мора да се обрне внимание на тоа како која е ратата, односно која е ратата на false positives што би можело да ги генерира и процедури како се справуваме со овие false positives доколку бидат забележани. И едно од најважните работи е цената на чинење на имплементација на вакво решение. Едно од страна на хардверски и софтверски ресурси, односно на директно вложување пари во имплементацијата, а од друга страна и ангажманот на IT персоналот кој би требало да работи со него, бидејќи знаеме доста EDR платформи, да речеме кои се понапредни EDR платформи, знаат да бидат екстремно сложени за работа и да црпат многу ресурси. На крајот од овој слайд потенцирав една точка, бидејќи денеска постои многу голема забуна за тоа што значи EDR. Многу луѓе мислат дека EDR го заменува традиционалниот endpoint, што не е така. Овие две решенија, да кажем, се преклопуваат, односно да ги замислиме како пресек на две множества од способности кои ни ги нудат. Значи не може да постои EDR без адекватен endpoint, веќе функционален, и од друга страна не може endpointот сам по себе не е доволен да одговори на напредни закани без постоење на EDR. Така што слабо подесено endpoint protection решение само може да ја уништи вредноста на одлична EDR алатка. Следното решение е Sandbox-от. Значи Sandbox-от исто така е комплементарен со функционалноста на endpoint protection софтверот. Ни помага да откриеме нови
нови, непознати, комплексни закани, кои што можат слободно да ги bypassираат endpoint protection технологиите за заштита кои ги користи класичниот endpoint антивирусен софтвер. Значи, што е важно кај, да речам, sandboxing, кога имплементираме sandboxing решение, треба да обрнеме внимание тоа да може да анализира различни типови на податоци, различни веб објекти или комуникации, значи во смисла на извршни фајлови, на документи, на графички фајлови, архиви, динамички објекти и слично. Значи, исто така треба да има можност, треба да нуди можност автоматски да објектите кои сакаме да ги анализираме да се прикачуваат кон него автоматски или на барање на администраторот и да може да направи анализа на нив брзо и ефикасно и при тоа со минимален, да кажам, прекин во работата на крајниот корисник за кој што се истражува одреден објект. Добро sandbox решение исто така поддржува различни OS платформи и различни application стекови, за да има увид и анализа на најразлични ситуации. Ова е доста важно во однос на sandboxingот, значи мора да има имплементирано добри counter evasion techniques, односно техники кои што го невозможуваат малверот или некоја закана да детектира дека се извршува во sandbox и да не покаже никакво однесување, односно да текот на извршување да го редуцира. Значи, тоа се прави со различни user activity моделирања, различни модови на емулација на околината и слично. И исто така, како што спомнавме во претходните слайдови, треба да обезбеди високо ниво на автоматизација на тасковите и на интеграција со third party апликации и системи кои што веќе ги користиме. Уште едно од напредните решенија е Threat Intelligence-от. Threat Intelligence-от што значи? Threat Intelligence-от е алатка која што треба да ни овозможи информација богата со контекст. Значи, под контекст се подразбираат механизми, индикатори, импликации од кои што може да настанат од одредени закани и да ни даде actionable advice, односно насоки како истите тие закани може да се избегнат или како да се одговори на нив. Значи, три типа на Threat Intelligence постојат. Стратешка, која е најчесто наменета за нетехничка публика, односно за C-level, за C-нивото, за директори, за раководни лица. Таа е добра, бидејќи треба да даде едно overview на ризикот со кој што може да се соочат одредени организации, може да даде добро overview на тактики и на таргети кои што се користат против одредени организации, може да даде добро overview на геополитички настани, на трендови во кои што се поврзани со некоја организација. Следното ниво, односно следната категорија на Threat Intelligence е Tactical Threat Intelligence, значи ни дава информации за тактиките, техниките, процедурите кои што ги користат хакерите за да може да пенетрираат во одредени организации. Tactical Threat Intelligence е добар бидејќи ни дава можност да реагираме превентивно и да направиме подобрување во постоечките security системи, како и тоа да го забрзаме incident response-от доколку веќе се случил
одреден инцидент. Последната категорија, подкатегорија на Threat Intelligence е оперативната, Operational Threat Intelligence. Значи, тука веќе зборуваме за специфични напади, специфични кампањи. Тука доаѓаат, да кажам, во обзир конкретни фајлови, хешови, vulnerabilities што биле користени, и ова Operational Threat Intelligence е наменета најчесто за оние инцидент респондери, односно луѓето кои што се на првата борбена линија и кои што мора адекватно да одговорат на некој security инцидент во рамки на организација. Значи, преку што може да добиеме security intelligence, односно threat intelligence, тоа може да бидат различни извештаи, различни публикации кои што може да бидат наменети стриктно за одредена организација, за одредена земја, за одредена специфични за одредена индустрија. Другите се трет дата фидови кои што може да се користат комерцијално, односно со лиценца, може да се користат и како open source и така натаму. Во поглед на што значи добар Threat Intelligence, односно Threat Intelligence Provider, значи добар Threat Intelligence Provider треба да има глобална видливост. Треба да знае во секоја точка на мапата, односно на светот, што точно се случува, кои групи се активни, колку се активни, што таргетираат, какви напади користат и така натаму. Треба да собира знаење за закани низ најразлични методи и најразлични канали, значи дали се тоа веб кроулери, спам трапс, дали се тоа ботнет монитори, дали е тоа dark web, дали се research тимови од самиот провайдер на Threat Intelligence. Друго нешто што е доста битно е тоа да користи напредни модели и техники за собирање и процесирање на податоците, односно за нивно структурирање, за нивно рангирање, за генерирање на предиктивни модели, и исто така е многу битно да може да ја исчисти, да може да го исчисти шумот од собраното знаење и да го намали, да ги намали сите false positives кои што би можеле да се појават, на тој начин испорачувајќи веродостојна информација до крајниот корисник. Зашто би требале компаниите, односно организациите да користат одреден Threat Intelligence, бидејќи ќе го забрза инцидент респонсот, односно ќе им помогне на инцидент респондерите да се фокусираат на решавање на вистински security проблеми со вистински алатки, ќе ги подобри целосните security operation, целосните безбедносни операции, односно луѓето кои што работат во security operations центрите ќе може да ги филтрираат и да ги приоритизираат алармите и на тој начин да може да го забрзаат процесот на одговор на одредени инциденти и контейнмент, односно сузбивање на одредени закани. Ќе може да ни може добар Threat Intelligence може да помогне во менаџирањето со ранливостите, односно да ни помогне да ги приоритизираме ранливостите според одреден ризик кој што тие го носат. Може да ни помогне, добар Threat Intelligence исто така може да ни помогне во приправење, во анализа на ризикот, односно може да ни помогне да помогне да го моделираме ризикот на база на точни претпоставки и варијабли и да предвидиме реално горе-доле точни излези, односно исходи, така што би можеле на тој начин да направиме јасна патека на инвестиција
на инвестициски приоритети и roadmap на одредени инвестиции во cyber security-то. Исто така, добар threat intelligence може да помогне во security leadership-от, односно на Chief Information Officers да им помогне со организирање на нивните ресурси, на нивните тимови. И исто така оваа точка е, да кажам, малце нема да се забележи на прва, но може да помогне во намалување на ризикот кој што постои од трети страни, бидејќи голем дел од нападите не одат директно кон некоја организација, туку најчесто знаат да одат преку трета страна, односно преку некој нивни соработник. Значи, добар threat intelligence може да направи да можеме полесно и потранспарентно да ги предвидиме ризиците кои што се насочени кон соработката со одредени партнери и да ги да направиме евалуација на самите врски што ги имаме со одредени соработници, партнери или така натаму. Едно како последно решение, да речеме, од понапредните решенија, би ја спомнал енкрипцијата, што овдека ја спомнувам како напредно решение, но би требало веќе да стане и основа, Security Foundation. Значи, податоците може да ни да бидат да има ризик од нивно протекување, дали е при транзит, дали е кога се статични, односно е трест. Значи, треба да ги заштитиме во двете состојби. Најефикасниот начин на заштита на податоците е преку енкрипција. Значи, овдека ги имам поделено data at rest и data in transit. Значи, податоците во мирување се ранливи на компрометирање на системите кои што имаат пристап до тие податоци, компрометирање на мрежите, кај што се наоѓаат складиштата на овие податоци, компрометирање на самите складишта на податоци, како што е и, да речеме, и последната точка, и губење, односно губење на посет или контрола над самите складишта, губење на физички посет, така што со примена на енкрипција на овие статични податоци, односно data at rest, што би требало да содржи едно такво решение, треба да овозможи енкриптирање и на структурирани и на неструктурирани податоци, мора да ни овозможи грануларни полиси за енкрипција и декрипција и екстензивен аксес контрол, односно кој корисник, до кој податок смее да пристапи да го енкриптира или декриптира. Мора да ни обезбеди решението исто така безбедно генерирање и управување со клучеви, со енкрипцијски клучеви и силни алгоритми за енкрипција, и мора да има посебно за решенијата кои што се поврзани со енкрипција, мора да исполнува одредена сертификација, продуктна сертификација, како Common Criteria, FIPS и така натаму. Data in transit, односно, значи, податоците кои што се во оптек, кои што се праќаат, се ранливи на сосема други напади, како што се eavesdropping, data manipulation, data insertion. Значи, едно такво решение кој што би требало да го заштити транзитот на податоци, би требало да вклучи енкрипција на различни мрежни нивоа и при користење на различни протоколи. Треба да ни даде максимум перформанси, максимум мрежни перформанси, односно да кажам непостоечки overhead и многу мала латенција при неговото користење. Мора да обезбеди безбедна точка-точка конекција низ целиот тунел каде што се праќа информацијата, и уште подобро е доколку крајните точки се базирани на одредена автентикација пред да разменуваат податоци.
Исто така, како што спомнавме и претходно, генерирањето, складирањето на клучевите и размената на клучевите мора да биде безбедна и без да направи прекин во сообраќајот и како последната точка исто така мора да има валидна продуктна сертификација овој продукт. Како заклучок по овие опишани решенија, значи традиционалните безбедносни решенија како што е endpoint protection-от се веќе станати комодити и не се доволни за да не штетат од модерните закани. Организациите мора да почнат да размислуваат проактивно наместо реактивно и да планираат буџети и тренинзи за своите вработени и така натаму со цел да може да се носат со модерните закани и модерното време на дигитална трансформација. Мора да го проценат својот ризик како што треба, односно мора да направат правилна проценка на ризикот и на добивката во однос на тоа што би добиле, што би изгубиле доколку би имплементирале одредено решение или доколку не би имплементирале и да ги градат своите инвестиции врз основа на тоа. И исто така, тоа што го спомнав како една од точките која е можеби една од најболните, мора да обрнат внимание на едукација на својот кадар. Дали е тоа IT персоналот кој што треба да има понапредни тренинзи со hands-on работа со вакви решенија или е тоа базична cyber security култура за вработените. Значи, тоа е заклучокот, живееме во една вмрежена ера каде што технологијата се развива со огромно темпо и нападите не се прашање на дали, туку прашање на кога. Значи, не е прашање дали некој ќе нападнат, туку кога ќе биде нападнат. Тоа е тоа. Една кратка дигресија малце од темата, тоа е, да кажам, произракувано од оваа ситуација во која што се наоѓаме сега, тоа е работењето од дома поради COVID-19 кризата. Значи, тука се некои точки, нема да ги поминувам сите, тука се некои точки кои што, да речеме, се добар гајдлайн за администратори кои што треба да овозможат работење од дома на своите вработени, некои точки каде што требале да обрнат внимание, не знам, издвоил заштита на своите системи, скенирање на мејл комуникација, креирање безбедна конекција до head office-от, примена на веб контент филтрирање, по можност при поставување на конекцијата до, да кажам, до канцеларијата, интернет сообраќајот да го пренасочат целосно, односно full тунел низ главната организација за да може да имаат поголема видливост, да пазат, односно да обрнат внимание на користењето на мобилните уреди на своите вработени, да го менаџираат добро користењето на периферни уреди, односно USB-а и така натаму, и да им се стават на располагање на своите вработени максимално со сапорт, бидејќи тоа е доста битно, за се со цел да не почнат вработените сами со своето лаечко знаење да решаваат проблеми и не дај Боже да предизвикаат несакана ситуација. Тоа е тоа од мене. Доколку има прашања, слободно повелете. Благодарам, Благоја, за деталната презентација и за новите решенија кои што сите ние треба да ги применуваме ако не сме почнале веќе. Секако не е веќе доволно само endpoint антивирусна заштита, има многу работи кои што треба да се доработат и ова се сушност насоките на кои што работи во моментов или во овој период би рекол работната група формирана за реализација на акцијскиот план по стратегијата за сајбер безбедност, во насока да се дефинираат некои основни мерки и контроли за безбедност кои што би биле предлог
барем за јавниот и за владиниот сектор, а секако се надевам истите ќе бидат и добра насока и за приватниот.